Лидерите на Европската Унија го завршија првиот ден од нивниот состанок во Брисел без да донесат одлука за потенцијалното членство на Северна Македонија и Албанија. Нема заклучоци денеска, изјави рано изутрината финскиот премиер Анти Рине на излегувањето од зградата на Советот на Европската Унија во раните утрински часови по завршувањето на првиот ден од клучниот дводневен самит во Брисел. Запрашан дали е можно тоа да се случи денеска, тој рече: I'm not sure if it's possible, but I hope that there is possible to reach an agreement. A conclusion. Литванскиот председател Гитанас Науседа пак прецизира дека договорот не бил можно да се постигне поради несогласување на 3 земји членки. Има известна разочараност. Мора да признаеме дека не успеавме да постигнеме согласност, бидејќи 3 земји одбија да ги поканат двете земји да почнат преговори, рече тој, наведувајќи дека станува збор за Франција, Холандија и Данска. Статусот на разговорите за потенцијалното членство за Северна Македонија и Албанија останува нејасен пред вториот и последен ден од самитот. Рина изјави дека дискусијата ќе продолжи денеска, но холандскиот премиер Марк Руте рече дека лидерите на Европската Унија ќе го преиспитаат ова прашање на следниот самит. Северна Македонија и Албанија очекуваа ова недела да добијат зелено светло за да започнат преговори за влез во Унијата. Европската комисија, која ги надгледува разговорите за пристап, инсистира на тоа дека и двете земји ги исполниле сите критериуми. Но францускиот председател Емануел Макрон одбива да дозволи какви било нови земји во блокот со 28 држави, се додека не се подобрат процедурите за проширување, додека Холандија се спротивставува на кандидатурата на Албанија и ја оспорува оценката на комисијата. Другите земји изразија загриженост дека одложувањето на членството може да помогне во обидите на Русија или Кина да го зголемат своето влијание во регионот. Германската канцеларка Ангела Меркел, зборувајќи во парламентот во Берлин во четвртокот, ги притисна незините европски колеги да направат напори за брзо интегрирање на двете земји во Унијата.